Од името на клубот на жените на Социјалдемократскиот сојуз, дозволете ми да го честитам денешниот празник, 8 март, Денот на жената, на сите жени во Република Македонија и да им посакам подобра иднина. Пред неколку дена ја покажавме големината на македонската жена. Се собравме во Битола, покажавме храброст, смелост и решително се спротиставивме на политиките кои го газат човечкото достоинство, особено на жените. Нема да го премолчиме нашиот труд и нашата искрена посветеност на правата на жената. И затоа денес сакаме да подсетиме на дел од она што го правиме и што ќе го правиме. Регулирањето на семејното насилство во законската регулатива со посебна глава во Законот за семејство е реализирано во времето на владата на СДСМ. Отворивме прифатилишта за жртви на семејното насилство, а денешната власт ги затвара. Оваа власт ги остава жртвите кои во најголем процент се жени, незаштитени и во средината на насилникот. Донесовме закон за работните односи, потеркот на современото европско законодавство, закон со кој се штитат и унапредуваат работничките права, но ова власт секојдневно ги крати тие права. Го донесовме законот за еднакви можности на жените и мажите. Ја поставивме мрежата на локално и национално ниво во унапредување на родовата рамноправност. Власта, наместо да ја продолжи работата и да го спроведе законот, ја уназади родовата еднаквост во сите сегменти. За власта, родовата рамноправност очигледно не е приоритет. Го донесовме и изборниот законник. Вметнавме одредби со кои се зголеми учеството на жените во парламентот и советите во локалната самоуправа. Благодарение на тоа решение, денеска во Собранието на Република Македонија имаме повеќе од 30% жени, а околу 27% жени во локалната самоуправа. Власта носи стратегии и закони кои се родово слепи, а граѓаните последиците од тоа ги чувствуваат на сопствената кожа. Ние порачавме од Битола, а ќе порачаме и денес. Социјалдемократскиот сојуз ќе го слави минатото, ќе продолжи да ја планира иднината и ќе инвестира во еднаквоста и солидарноста. Нека ни е вечен овој ден.